Добро вечер, 14-ти подкаст на ИРЛ, разговор во редакција. Денеска домаќин на овој подкаст заедно со мене Бојан Становски е колешката Деница Чадиковска. Од ИРЛ, денеска ќе бидам ководител на овој подкаст. Денеска направивме мала промена во концептот. Обично зборуваме на една тема, но овој пат ќе разговараме на две важни теми. Првата, ИРЛ обично следи високопрофилна корупција и организиран криминал, но во последно време, мотивирани од пријавите кои ги добиваме од граѓаните, се одлучивме да следиме и помали случаи. Тие случаи сепак не се мали, бидејќи имаат голем јавен интерес, поради тоа што ги покажуваат последиците од невладењето на правото. Една таква сторија ја направија нашите колешки Ивана Наставска и Лила Караташева. И таа сторија за проблемите на граѓаните со фирмите за домување. Спроведовме и анкета на која одговорија над 1000 граѓани, од кои дури 78% се незадоволни од фирмата за домување. За ова ќе разговараме малку подоцна во подкастот, но пред да продолжиме, сакаме да продискутираме за една тема која имаше многу новинарски истражувања во последно време и која е од огромно значење за Македонија. Мислам, инфраструктурните проекти, освен што се важни за поврзаноста на државата, се важни за нејзиниот развој и општо, за да можеме да бидеме цивилизирано општество. Таков проект е изградбата на коридорите 8 и 10. Тоа е проект кој државата го одовери на американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка. Нашиот колега Александар Димитриевски од 360 веќе 2 години истражува на темата, па прво ќе поразговараме со него. Александар, добре дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Прво една мала корекција, како редакција се интересираме можеби 2 години. Да, мислиш да редакција. Да, секако не би сакал да си ги преземам како да кажам заслугите, бидејќи и вие знаете дека нечето тимска работа е секој производ, па така и овој. Така со нас и нашата колешка Ивана Наставска. Да, здраво и од мене. Ја ќе се надоврзам прво за темата за Бехтел и Енка. Прво сакам да им честитам на колегите од 360, затоа што сметам дека ова е еден посветол пример на новинарска работа, каде што се превенира за одреден проблем. Јас пребарував и видов дека 360 пред точно 2 години прв пат има објавено за плановите на владата за изградбата на коридорите 8 и 10 и тогаш првично се споменува Бехтел и Енка кога го подпишуваат меморандумот за соработка. И од тогаш практично 360 ја следи оваа тема интензивно. Но уште тогаш колешката Славица Филиповска го работеше ова, наидуваше на препреки владата, не го даваше меморандумот за соработка, па не се знаеше што содржи тој меморандум, па како ќе изгледа договорот и така натаму. Чисто ова сакав само како вовет еден да дадам за добро завршена новинарска работа. Добро, благодарам на коментарите секако. Добро, имаше луѓе кои ги куде истражувањето и кажува дека се добри делниците и добри автопатите. Па добро, еве да подсетиме дека 2 години работат на овој случај. Добро, да почнеме. Направи обемни истражувања. Истражувањето започна со надзорот на овие историски автоделници, како што ги сака и милува да ги вика владата, историски за Македонија, тоа се коридорот 8 и коридорот 10. Да објасниме прво и на гледачите и на слушателите што значи надзор. Зошто е многу важен надзорот врз вака важни инфраструктурни проекти. Вака во случајов надзорот има една многу клучна улога. Зошто зборувам токму во случајов? Затоа што државата реши да го заобиколи законот за јавни набавки во овој случај и да склучи директен договор со компанија која што би ги градела автопатите, за тоа донесе посебен закон. Но еве за да се избегне тој потенцијал или ризик од корупција, дека владата директно ќе се договара со изведувачот, се дојде до идеја да се најми надзор кој што освен што би работел класичен надзор на терен, односно да гледа какви материјали се вградуваат, колкава количина и така натаму, улогата на овој надзор беше да испреговара цената со изведувачот во име на владата. Пардон. Со други зборови, надзорот во овој случај не е само надзор, туку и консултант. 4 лица конкретно од тимот од вкупно 81 експерт беа наменети токму за оваа намена и како што покажа нашите истражувања и анализи на документот, за тие 4 лица беа предвидени околу 1 милион и
200.000 евра, пари кои што ги заработија за отприлика 1 месец ангажман, односно по 300.000 евра за експерт. Меѓу нив една адвокатка и од земјава, сакам да кажеме, ги знаеме локалните прилики. Контекстот беше дека ќе бидат меѓународни лица со меѓународен кредибилитет во оваа дејност. Тоа е секако дека најавата беше дека ќе добиеме странски надзор. Јас не сакам да девалвирам никој од земјава дека не е на тоа ниво, но владата ни ја продаваше таа приказна. Така што да се навратам на почетокот на прашањето, да, овој надзор беше исклучително важен затоа што прво требаше да веруваме во неговиот кредибилитет да испреговара што е можно најдобра цена за автопатите, бидејќи тие се плаќаат од страна на буџетот, односно од парите на граѓаните. И втората работа, тие секако треба да следат работата на терен. Како што кажав, во преговорите беа вклучени 4 лица, сите од регионов и плюс еден експерт од земјава. Не сакам да им го нарушувам кредибилитетот, но тоа секако не се странските експерти како што ги замислувавме кога владата ни зборуваше дека добиваме светски признаен надзор начело со италијанска компанија. Испадна дека единствениот италијанец и жител надвор од Балканов всушност е управителот на италијанска Тиреда инженеринг кој што дојде да го потпише договорот. Добро, да сумирам, можам така и да заклучам, направи надзор на надзорот во истражувањата твои. Се појавија делови од истражувањето кои го правеше во неколку етапи, каде што покажа дека дел од инженерите кои ќе бидат ангажирани во фирмата Electra Solutions за да го вршат надзорот на делниците, имаат работни позиции на полно работно време во други фирми. Сега останува прашањето како би можело, ако треба според договорот да се ангажирани, да речеме нон-стоп, да бидат и на позициите на кои веќе работат и се ангажирани од нивните матични компании. Тоа е прашањето на кое што ние баравме одговор се разбира, но сега за сега го немаме добиено, иако се обративме до сите инволвирани страни во приказната. Еве, чувствувам потреба можеби за публиката да објаснам, бидејќи станува збор за прилично специфична материја за која што и ние требаше доста да научиме пред да разбереме што пишува во нејза. Значи, меѓу условите на договорот се бараат конкретно експерти за 90 позиции. За тие 90 позиции се предложени вкупно 81 експерт, бидејќи некои од нив покриваат и 2 позиции, односно има краткорочни позиции каде што теоретски е возможно еден експерт да сработи едната и другата работа. Но она што е предвидено и во општите услови на договорот, и во проектната документација и така натаму, од која што може да се подразбере, дека сите од тие експерти, штом стане ефективен договорот, ефективно значи штом почне да се изведува нешто на терен, дека тие треба постојано да бидат на располагање на изведувачот на работите. На делницата каде што се работи моментално. Токму така. Значи, за пример, ако почне од денеска да се гради Тетово гостивар, треба сите тие експерти што се во надзорот, предвидени за таа делница, постојано да му бидат на располагање на изведувачот. Односно, ако треба да се асфалтира, ако треба да се бетонира, ако треба да се рамни, ако треба да се извршуваат други градежни работи, надзорот мора да биде таму, да го надгледува, да го мери тоа и така натаму. Тоа значи дека тие луѓе можат да бидат ангажирани само таму и никаде на друго место. Но од друга страна, еден значителен дел, можеби од прилика 1/3, и тоа се најголем дел вработени, тоест лица кои што се ангажирани од Electra Solutions, се лица кои што се вработени во други компании на полно вработно време од 40 часа, а во Electra Solutions се ангажирани на дополнителни часови, значи вон работно време, што подразбира дека физички тие не би можеле реално да бидат постојано на располагање на изведувачот на работите секогаш кога ќе бидат потребни на терен. Правно формално ова предпоставам дека една од можеби основните причини или основните проблеми кои што ќе треба да ги разгледа јавното обвинителство во предистрагата која што ја отвори во овој случај. Да, ќе стигнеме до предистрагата и за подопрен. Дали наистина беше подопрен? Но во суштина се разбира проблемот што се отвара е токму овој и отворив уште едно прашање, а тоа е дека дел од експертите не само од оваа компанија се ангажирани и на други проекти во земјава за изградба на автопатски делници. Односно, истите лица се пријавувани за надзори на други автопати и секако се отвора прашањето, ако во исто време се градат и овој автопат и тие делници, каде ќе оди еден конкретен експерт? А и на двете места, фирмите кои што ги ангажирале, гарантираат дека тие лица ќе бидат постојано на располагање на они што ги изведува работите. Задоволувачки одговор ќе кажам, ние не добивме на овие прашања.
Така што еве сега го ставаме јавното обвинителство и антикорупцијската комисија која исто така има отворено. Добро, очигледно требало јавното претпријатие за државни патишта да ги има овие позиции и овие наводи пред да ги објавите јавно. Знаете како, правно формално тие во условите не бараат каде што велат да се докаже неговата способност на лицето, значи какво образование завршил, дали има потребна лиценза. За формално логички дека не е возможно. Очигледно е дека тие податоци не биле вкрстувани. Дали тоа не се прави на ниту еден тендер или не е правено само на овој тендер, тоа се разбира не би можеле да го кажеме и тоа е работа на надлежните институции да го проверат. Секако е нелогично од како да кажем од една здрава разумска перспектива, додека од законско-правна перспектива тие секако можеби ќе успеат да најдат некакво оправдување, бидејќи како да кажем немате најизричита услов дека тоа лице не сме да биде ангажирано и на некаков доказ дека не е понудени неговите услуги на некакво Тоа би му дошло како да си на подкаст во Ирал, а треба да си на емисија во 360 степени. Да, па што ќе испадне тоа? Иако и на двете места со подписи гарантирал дека ќе биде човекот на двете места во исто време. Знаете како, ако дури фирмите гарантираат и велат не, нашите експерти ќе бидат на автопатиштата на Бехтел и ЕНКА, ама тогаш нема да бидат на другите автопати. Тогаш што се другите автопати? Разбирате? Тие не се битни, не се од стратешка важност. За нив ќе бараме заменска варијанта или ќе бараме Добро, така други експерти со како да кажам, така го почнав разговорот зошто околу надзорот и истражувањето кое го направивте во 360, бидејќи надзорот е клучниот елемент за да се добие квалитетен автопат согласно проектната документација која немаме во моментов. Имаше во еден дел од истражувањето, во неколкуте дела, тоест што ги подготви, и за висината на договорите кои ги имаат луѓето кои треба да го вршат надзорот на делниците. Имаше еден многу интересен детал кој мене ми фати барем око, со тоа што за одредени позиции се плаќаат од 5 до 20.000 евра по позиција, ама постои можност фирмата која го ангажира лицето за одредена позиција, потоа со анекс да му исплати, да речеме, можеби 500 евра од зацртаните 20.000 евра. Интересна позиција, кој беше одговорот од државните институции надлежни за ова? Тоа е пропуст или е утврдена пракса? Да се напумпаат цените за одредена позиција, потоа со анекс да можеме да исплатиме онолку колку што мисли фирмата дека треба. Тука разбравме или свативме дека имаме комплетно различна перспектива на гледање на работите, за разлика од државното предпријатие за патишта, но и Фелата еве, така да се изразам. Тоа беше нашето прво истражување кога го отворивме договорот. Кога збориме Фелата, мислиш на лица кои се занимаваат на лицата кои што со работат во областа на надзорот, па и во градежништвото општо. Договорот кој што на крај државата го склучи со Бехтел и ЕНКА за изградба на автопатите е околу 1,3 милиарди евра. Надзорот чинеше без ДДВ 22,3 милиони евра, со ДДВ мислам дека доаѓа околу 26 милиони евра, што е отприлика 2% од договорот за изградба на автопатите. Јавното предпријатие и генерално фирмите за надзор се водат по една математика дека надзорот во принцип треба да изнесува процентуално дека 2% од вредноста на изградбата на автопатот е коректна цена за надзор над одредена автопатска делница или изградба на еден таков инфраструктурен проект. Да појаснам, значи колку повисок проект, толку повеќе пари за надзорот, ако збориме така они си го пресметуваат, да, како некаков сразмер што е горе-доле прифатлива цена. Но знаете, сега ние го отворивме договорот во кој што се опишани услугите за секоја позиција, намерно потенцирам услугите. Еве ќе кажам еден пример. Главен надзорен инженер на месечно ниво за било кој од автопатските делници што ќе се градат од страна на Бехтел и ЕНКА чини 20.000 евра месечно. Тоа не значи дека конкретното лице што ќе го работи надзорот ќе ги добие 20.000 евра, туку дека услугата што ја наплаќа надзорот ќе изнесува толку. Надзорот е компанијата. Надзорот е конзорциум од 4 компании, каде што нели главното лице е Ирад Инженеринг, господинот Орсини, но сепак зад таа понуда стојат со подписи уште 3 други компании, од кои што 2 се домашни, кои што практично го изведуваат најголемиот дел од работите. Нас не фрапираше таа висина на сумата и си рековме ајде да видиме колку чинеле овие услуги на другите автопатски делници кои што во моментов се градат во земјава.
Па споредбата ни покажа дека на пример за автопатот Охрид-Кичево, кој што по тежина воопшто мислам дека е меѓу потешките делници во држава. Но тој автопат го гради Синхидро кинеска. Небитно, но и таму имате набавка на надзор, Не, само така, за да посочиме која фирма е. Да. Поентата е дека таму надзорот истава надзорна позиција, значи главен надзорен инженер чини околу 10.000 евра месечно, што е половина од сумата. Потоа го проверивме и Скопје Блаца, еден автопат кој што се ветува долго време, таму испадна дека главен надзорен инженер е платен околу 3.000 евра плюс минус, значи 7 пати помалку отколку оние што ќе работат на автопатенат Бехтел Енка. За нас како новинари беше комплетно нејасно како е можно да има волку огромни разлики за истата работа на месечно ниво, за истата работа која што треба да се изврши. Небитно дали ќе биде Тетово Гостивар, нели Кичево Охрид или пак ќе биде Скопје Блаце. Јавното претпријатие за државни патишта остана на тезата дека надзор не се пресметува така, туку дека се пресметува вкупната цена на надзорот во однос на вкупната цена за изградбата на автопатиштата. Ја бев во активна комуникација и со дел од фирмите кои што ќе го работат надзорот по ова прашање. Да кажеме, дел од нив убедуваат и дека прашање е дали тие пари ќе завршат кај нив и колкав процент ќе заврши, но мислам дека и таму нема согласност дека не е во ред, да кажеме, ваквата пресметка. Но во секој случај факт е дека во најмала рака е чудно кога гледате дека за иста работа на друг државен автопат една позиција чини 7 пати помалку. Сакам да кажам, не е коректно да гледате формулата цело време. Добро, а за делот на можноста со анекс, на пример, еве ќе пробам пластично да објаснам, ангажмент за 20.000 евра на ниво на услуга од компанија, ама и можност потоа истиот инженер за услугата која дава да биде платен, да речеме, и 500 евро месец. На токмута за тоа направив на почетокот разлика меѓу услугата. Ние не знаеме колку ќе земат експертите кои што реално ќе работат на терен. Колку од, да речеме, позицијата 20.000 евра за главен надзорен инженер реално ќе заврши кај лицето тоа и тоа што ќе биде надзорен инженер, а колку всушност ќе завршат на сметка на фирмата која што го ангажирала, дали со договор за вработување или на друг начин. Така што ова е уште едно од црвените знаменца, ќе ги наречам, кои што ги отворивме во нашите истражувања, кои што пак ќе кажам, ние како новинари, нели, ги немаме алатките понатаму да го следиме текот на парите и кому колку пари ќе бидат исплаќани, за да видиме дали има сомнежи за коруптивна активност, не само сомнежи, туку и докази за испумпување можеби на пари. Јасно. Александар, велиш, не добивте одговори на сите прашања кои ги имавте. Видов еден ваш текст на прославата сега што беше за почетокот на изградбата на автопатот Тетово Гостивар, каде што не беа дозволени новинарски прашања, добивте одговор од Артан Груби дека нема да има прашања бидејќи се е кажано. И треба да се радуваме. Да. Па мислам дека сите си го поставуваме ова прашање, но би ти го поставила тебе бидејќи си пововеден во темата. Како се случи Артан Груби да биде координатор на изградбата на коридор 8 и 10? Тоа е енигматично прашање, мислам што тешко може да се објасни, барем не од наша страна, ќе треба тоа од владата можеби повеќе да кажат. Очигледно е дека он беше ставен на челото на координативното тело, како што кажав и на почетокот, значи владата, еве за да избегне некаков ризик од корупција, реши да најми консултант кој што ќе си ја испреговара цената со изведувачот на работите, а потоа тој комитет во рамките на владата кој што го водеше Артан Груби требаше да ја потврди или да не ја потврди понудената цена од страна на консултантот. Зошто баш Артан Груби е избран и мене не ми е јасно, јас може само да претпоставувам, не знам дали е коректно сега да влезам во шпекулации или да мериме различни предлози колку може да бидат веројатни или известни. Точно е дека Артан Груби извршува политичка функција во владата која што нема никаков допир со инфраструктурни проекти. И се разбира и за мене исто така комплетно нејасно како он останува сега практично на оваа позиција откако почнува изградбата на автопатите, бидејќи во суштина работата на комитетот требаше да заврши со самото потпишување на договорот и мислам дека тоа стоеше и во владината одлука. Значи, штом се потпише договорот со Бехтел Енка, работата на управувачкиот комитет на владата наменет за таа работа
во суштина требаше да престане. За понатаму си имате фирма избрана за надзор, си имате изведувач, имате други државни институции, работата би требало да се продолжат по нормален институционален тек. Ивана, може го укина Министерството за транспорт и Да, врска? тоа сакав да прашам каде е Благој Бочварски во целава приказна. Одземени ли му се надлежностите или што се случува со министерот за транспорт? Јас ако не грешам, мислам, мене и друго ми е интересно, ама повторно е само прашање. Значи сега Артан Груби беше, да кажам, еве назначен да го надгледува или координира, да ја координира изградбата на коридорот 8. А зошто не и на коридорот 10, да јас би прашал? Дали затоа што географски коридорот 8 е во одреден дел на државата или можеби поради нешто друго? Не ми е јасно. Само еве и за мене е тоа едно прашање. Ама може би ќе има назначување за таа делница. Може би ќе има, но ако е така, тогаш зошто се двајца различни луѓе или толку многу работа има? Да. Може би. Или пак гласачкото тело е различно, па повеќе одговара едниот на едното место, другиот на другото место. Така. Во неколку наврати пробуваше 360 да добие одговори од државата, кога зборам државата на институциите кои се надлежни за ова. Имаше тие интервју со директорот на јавното претпријатие за државни патишта, но како во секоја недела објавувавте нов сегмент од истражувањето, така некако се цврстнеше желбата на владата да го потпише овој договор, па да не речам и да стави табла како новина во удирање на камен темелник, барем Никола Груевски ВМРО ДПМН фрла лопата и става една лопата бетон, символично, ова го одбележавме со табла. Го забрзали 360 степени со начинот на известување и надзор на надзорот, процесот на започнување на изградба на автопатите. Тука би бил воздржан, да, сепак извини, пак е условно се тоа, се уште немаме клучен проект, ќе се работи како што разбрав 500 метра километар по километар, ниту пак е решена експроприацијата која ќе кошта минимум дополнителни 300 милиони евра, што значи на почеток се милиарда и 600 милиони евра, кои а плюс и нова опција која вчера помина, која денојме помина во собранието беше тоа што се укинува и ДДВ-то. Тоа значи ли дека ќе се намали вкупната сума од 1.300.000 ако бехте ленка со ослободени од данок на додадена вредност? Ајде од крајот да почнеме. За мене е прилично спорно сега веќе прашањето за цената на изведбата на автопатите. Бидејќи да, беше договорена една сума со изведувачот Бехтеленка, а после тоа вие, како држава, сега во случајот тоа се пратениците кои што ги предлагаат тие измени, не владата која што го потпиша договорот, предлагаат нели намалување, односно укинување на акцизите и на даноците за енергенсите кои што ги закористат и за дел на возилата кои што треба да се набават за потребите на изградбата на автопатите. Да, тоа значи дека цената на изведбата би требало во теорија да се намали. Освен ако однапред не се знаело дека ваква одлука ќе треба да се донесе, но за мен ова е еден сериозен индикатор и сериозен сомнеж за корупција. Нели, за секој нормален тендер, ако вие откако го потпишете, па после донесете таква одлука која што ќе му помогне на економскиот оператор и ќе му спушти цената, нели, тоа би значило екстра профит за него, но исто така значи екстра трошок од буџетот за ништо. А владата и собранието секако одговараат за рационално трошење на јавните средства, така што тука би застанал околу тоа прашање. Да, се согласувам, сметам дека е многу проблематично. Од друга страна, дали 360 степени ги забрза работите? Деновиве почнуваат да излегуваат детали веќе од договорот. Сега со Бехтеленка, не со надзорот. Така што ако пред некој време можеби би помислил дека сме имали улога во забрзувањето на дел од работите, можно е сепак да испадне дека владата себе си се обврзала на некои кратки рокови кога го потпишала договорот и очигледно е дека ќе плаќа сериозни пенали доколку барем еве во однос на законот за работни односи, доколку не ги направи измените, очигледно за многу кратко време, тогаш ќе плаќаме сериозни пенали како држава. Значи се зборува, односно во факсимилот што објавено делчето од договорот, зборуваме за 50 на милиони евра, мислам, еднократна исплата и после дополнителни пенали за секој месец. Така што мислам дека на владата се брза пред се заради тоа што се обврзала дека брзо ќе ги помине сите овие работи.
Еве за гледачите само да споменам, значи Бехтел Јенко уште при носењето на законот, во оригиналната верзија на законот беше донесена уредба со која што во самиот закон беше предвидено дека на терен ќе се работи 60 часа неделно, што е во спротивно со нашите локални закони за заштита на работничките права. Таа одредба од законот беше укината од страна на Уставниот суд и сега практично владата го бајпасира и Уставниот суд, очигледно го подпишала тоа со Бехтел Јенка и се обидува на, како да кажам, на задна врата, на брза патека да го смени законот за работни односи, внесувајќи исклучок каде што вели дека односно се укинуваат оние рокови за колку може да се работи прекувремено над 40 часа во една недела и практично и не става граница колку смее да се работи. Колку се може? Така што еве пак ќе кажам, него знаеме сега е главно да го видиме и договорот со Бехтел Јенка, кој што се уште не е објавен, во кој што може би има и многу други одредби каде што држава се обврзала на краток рок после подпишувањето на договорот, конкретно за работните односи вели 45 дена по подпишувањето на договорот дека мора да се сменат одредбите. Така што мислам дека им се брза затоа што се обврзале дека се ќе забрзаат, што е многу нетранспарентно, што отвара многу големи ризици за корупција и крева многу црвени знаменца не само за корупција, туку и буквално за нарушување на редица човекови права, како што се работничките права, како што се правото на имот, заштитата на животната средина, културното наследство и така натаму, иако тој закон е привремено не повлечен. Значи, ова што го спомна, сублимирано се 8 закони кои треба да се менуваат во собрание. На крајот на краиштата, знаете, јас пак ќе го поставам и ова прашање. Целта на автопатите, на изградба на автопати во било кој време на било кој начин е јавниот интерес, односно тие придонесуваат за развој на земјата, на одредени подрачја, сообраќајот, трговијата, размената, културната размена, па ако сакате кажете, тоа е јавниот интерес од изградбата на автопатите. Но ако вие поништите X права и цивилизацијски придобивки кои што оваа земја ги имала, ако со тоа потрошите многу повеќе пари од буџетот или нема контрола на трошењето на пари на буџетот, сакам да кажам, предизвикате серија последици врз јавниот интерес и на крај ги ставите работите на вага, тогаш прашањето е чуму градите на овој начин автопат ако на крај јавниот интерес е помал отколку приватниот интерес на некого да се изгради автопат на ваков начин. Пак ќе кажам, јас не ја проблематизирам изградбата на автопатите, особено на Охрид, тие се потребни, но сега веќе сериозно се постава прашањето дали воопшто држава ќе има ќара ако на овој начин се изградат. Поентата е да се заштитат јавните пари и трошењето на јавните пари на било каков начин. Рационално да се рационално трошење. Аце уште едно кусо прашање имам. Отвори, тоест обвинителството за гонење организиран криминал и корупција оформи предмет. Најверојатно ги погледнале истражувањата на 360 степени. Ве контактираше ли некој за било што од обвинителството или најверојатно ги земале договорите, документите, па прават сега некоја првична анализа во предистрага? До сега не сме контактирани, искрено не очекувам тоа да се случи, бидејќи ние се што имавме јавно објавивме прво, а второ и нашите истражувања се темелеа на информации кои што се веќе јавно достапни. Отидовме донаму до каде што можеме да одиме. Имаме искуство како редакција и претходно, обвинителствата отварале постапки врз основа на наши истории и ниту во тие случаи не барале, нели. Така што во таа смисла аз не се очекувам обвинителството да се обрати до кај нас. Се што имаме ние објавено е јавно достапно, како што кажав. Од друга страна, мислам дека ги цитираме цело време изворите од каде ни се податоците, на некои места и ги објавуваме и самите податоци, така што мислам дека во таа смисла нема потреба. Тоа што мене ме загрижува е, како да кажам, зборорадот, вордингот кој што го потреби јавното обвинителство кога ја отвори предистрагата, тоа е дека ќе ги провери новинарските написи. Еве сега парафразирам, не цитирам. Но делуваше како да они ќе проверуваат тоа што ние сме го објавиле, а не дека ќе отворат, како да кажам, да проверат тоа што се направило. Дека ќе ги проверат сите работи кои што потенцијално ние сме ги иницирани. Или ако треба некој да ни прави рецензија, мислам дека и ние можеме сосема солидно самите да си ја направиме. Така што се надевам, не би рекол сепак дека се надевам, но тој избор на зборови кај мене остава впечаток дека таа постапка може би се отвара повеќе проформа, би сакал да ме демантираат.
Деница, ова ни беше делот за овакво, Мислев дека ќе завршиш Бојан со прашањето до Александар зошто не носи моичката со бројката 8 што ми ја подари Артан Груби. Не сум јас координатор, па да ја носам мечката. да направиме, мислам Деница. Да, уште малку време ни останува, може сега да накратко само да ја продискутираме следната тема што ќе зборуваме во овој подкаст, а тоа е за историјата која објавија. Да, станува збор за мини корупција која ги погаѓа граѓаните на секојдневно ниво, само што ќе ги напуштат влезовите из зградите. Ивана, направивте... Да, ова делува навидум како мал проблем, меѓутоа е секојдневие на граѓаните и во Скопје и во И не е толку внатрешноста, мал, тоа и го не е видовме. многу мал проблем. Значи, законот за домување кој што се донесе во 2009 требаше да реши одредени проблеми на граѓаните кои живеат во згради, ете така да го кажеме. Меѓутоа, законот само натрупа дополнителни проблеми. По анкетата која што ја објавивме како, нели, колку се задоволни граѓаните од фирмите управители на стамбените згради, 78% одговорија дека не се задоволни. Практично граѓаните се жалат дека не знаат зашто ги уплаќаат своите месечни давачки за управување, како се користи резервниот фонд кој што е задолжителен. Кој многу често им го снемува. Да, им го снемува. Практично немаат увид зашто се трошат нивните пари, не се задоволни од чистотата во влезовите, од одржувањето на лифтовите и така натаму, серија на соочувате со фирми проблеми. измамници. Повисоки сметки, Да, и со фирми измамници секако. Кај нас стигна првата пријава за компанијата Libra Consulting и обработувавме дел од пријавите за оваа фирма. Меѓутоа, пристигнаа и за други. Имаше и голем број на пријави околу Джеваер, меѓутоа Да, за тоа ќе поразговараме во вториот дел, бидејќи ние сепак сме мал тим и не можевме, имавме 1000 пријави, не можевме сите да ги обработиме. За онаа што ја обработивме, Ивана, би сакала да те прашам, бидејќи видовме дека голем дел од граѓаните се измамени од фирмите за домување. Која е процедурата за граѓанин кој е измамен, како треба да пријави, односно која е улогата на регулаторна комисија за домување, а која е улогата на општинските инспектори? Регулаторната комисија има повеќе надлежности во делот на домувањето. Меѓутоа, во овој проблем кој што ние го обработувавме со фирмите управители, они можат да издаваат и да одземаат лиценци. Меѓутоа, нашето истражување покажа дека регулаторната комисија не може да одземе лиценца по поплака на граѓани. Значи, сепак тука треба да излезе општински инспектор за домување. А што е проблемот со општинските инспектори? Еве, конкретно во Скопје од 10 општини само во 5 во моментов има општински инспектори за домување. Да, по еден. Добро е што во вториот дел од подкастов гостува инспекторката од општина Аеродром. Она ќе може многу по-пластично да ја каже реалната состојба со инспекцијските надзори, бидејќи општина Аеродром е една поголема општина со многу згради и така натаму. Генерално и општините кои што имаат лиценциран општински инспектор за домување не можат да постигнат да ги процесуираат сите поплаки и да направат надзори. И половина од општините во градот во Скопје немаат свој инспектор, па тука се префрлаат обврските на комуналните инспектори, кои што се оградуваат од оваа обврска, а и самите во нивните надлежности се дефицитарен кадар. То може да заклучиме дека законот за домување не го олесни секојдневието на граѓаните со управувањето на стамбените згради, остави многу проблеми. Сите се согласуваат дека треба да има дополнителни измени, меѓутоа и за оние работи кои што ги предвидува законот, сепак не се спроведуваат.
Значи да сумираме, сам тоа и ни го покажа сторијата, проблемите се многу, но тие проблеми се нормални кога станува збор за колективно домување. Проблемот е што институциите се нереспонзивни. Односно регулаторна нема можност да одземе лиценца без представка од општински инспектор, а општинските инспектори речиси да ги нема. Дури и во тие општини каде што ги има, еден инспектор во пракса се покажа На дека не илјадници е влезови, не може да постигне Во едноставно. дел од одговорите од анкетата имаше одговори каде што граѓаните провериле на регулаторната комисија за домување дека фирмата која што на пример ги управува нив нема лиценца. И тие се, не знам, многу проблеми се остануваат згради без струја во влезовите, со расипани лифтови, гнасни. Со протичани кровови. Да. Сам страшни проблеми. Ама ќе поразговараме повеќе за ова во вториот дел. Да, пред да ги најавам гостите во вториот дел од подкастот, Александра, да ти се заблагодарам. Мислам дека со исцрпните одговори задоволи многу свети на бардови кои беа под сомнение дека можеби не се известува на оваа тема поради корупција на истражувачките центри. Се надевам дека се задоволни. Мислам дека ќе продолжите и понатаму да работите на тема, веќе имаат прилика што да видат и чујат. Благодарам на времето. Ние работиме пред се за публиката и би рекол за јавниот интерес, така што тие ни се во фокусот и тие се оние за кои што работиме, а секако ќе продолжиме да работиме на тема. Така, во следниот дел од подкастот гостени се Башки Малалили, кој е член на регулаторната комисија за домување, како и Вилма Апостоловска, општински лиценциран инспектор во општина Аеродром. Значи, продолжуваме со подкастот Разговор во редакција. Наши гости, како што најавив претходно, се Башки Малалили од регулаторната комисија за домување. Добро вечер. Добро вечер. И Вилма Апостоловска, општински инспектор, лиценциран општински инспектор во општина Аеродром. Добро вечер. Има поплаки откако е донесен законот за домување во 2009, па речиси 14 години. Наум нон-стоп граѓаните се соочуваат со некаков проблем во аспектот на колективно уредување на стамбеното живење, така можам да го кажам. Дали се тоа фирми кои не ги исполнуваат обврските со кои се пропишале согласно закон или не одржуваат чисти влезови, не менуваат сјалици, тоа е секојдневие во зградите. Вие сте инспекторка. На колку згради сте, да речем, во наводници главна и треба да проверите како функционираат фирмите кои ги одржуваат зградите во општина Аеродром? Од прилика можам да ви кажам, значи има негде околу 800 згради. Според регистарот што го води општината, има упишано околу 400 и нешто. Не ме зимете за збор точно. Така да... Како изгледа еден ден на општински инспектор кога има поплаки од граѓани или како може општински инспектор да дојде во одредена стамбена зграда за каде има проблеми, треба некој да ви пријави, треба некој да ви се јави, каква е процедурата, што правите вие, какви службени дејства превземате за да напишете одреден најверојатно записник после? Така. Значи пријава може да се достави преку мејл, може да ме најдат на службен телефон, може преку архива, значи достапна сум секако. Што не ја добивам пријавата, значи веднаш реагирам. Нормално, за да биде побрзо, можам да контактирам со фирмата од која што се жалат или го барам председателот на заедницата, да го слушам, да видам и тоа што ќе каже, значи каков проблем е, дали можеме веднаш да го решиме, уште пред да ја почнам постапката. Иначе, значи регуларно си водам постапка, записник правам. Ако утврдам некоја нерегуларност, тогаш носам решение, тоа е управен акт. Ако не постапи во одреден законски рок, можам и да го казнам, односно да применам прекршочна постапка. Колку изнесува тоа и како се поднесува прекршочна постапка? Прекршочната постапка е од 500 до 1000 евра за правно лице и 200 до 300 евра за одговорното лице во правното лице. Добро, а какви пропусти треба да се направат или што треба да утврди општинскиот инспектор како пропуст за да добие одредена фирма која управува со стамбен простор ваква казна?
Па, значи, ги прекршува одредбите од Законот за домување. Сега, не знам дали да ви кажам најчесто кои се... Па да еве најчесто Да, кој со недостасува какви проблеми се резервен соочува? фонд, не се сменети сијалици, лифтот останал непоправен со Поголеми месец. се најчесто. Значи, не постапува, например, по член 30 од Закон за домување, значи, откако ќе биде разрешен договорот за управувачки односи, треба да постапи по член 30, односно да ги достави сите документи и резервен фонд на новата фирма одбрана, што е или новиот председател. Најчесто се тие, најчесто, например, не се грижи за редовно одржување и функционирање на заедничките делови по член 19. Колку често добивате поплаки? Па често добивам Често, поплави, дали да. постигнувате? Па се снаоѓам. И како? Значи се снаоѓам, не можам совршено да одговорам како нормално на пријавите, меѓутоа сукцесивно поболека, постепено ги решавам. Некојаш ми требаат и дополнителни информации, дали од регулаторна комисија, од било каде. Вилма, ви се случило ли додека утврдуваат одредени пропусти во работењето на фирми кои одржуваат стамбени згради, да побарате од агенцијата тоест од регулаторната комисија за домување, да им се одземе лиценцата на одредена компанија поради неисполнување на обврските? Јас лично немам побарано такво нешто. Немам побарано. Добро, господина Башки Малили, повторно добро вечер, стигнавте вие на ред. Која е улогата на регулаторната комисија за домување? Многу од граѓаните по податоци кои ги добивме во анкетата директно се обраќаат до регулаторната комисија за домување. Можете ли вие нешто да направите кога ќе ви се пожела дека ги измамила одредена фирма или отишла во стечај или не си ги исполнила врските согласно договорот? Вака, значи, добро спомнавте на самиот почеток во најавата дека Законот за домување е донесен 2009 година, првата верзија, а регулаторна комисија за домување почна со работа 2010 година. Ние фактички сме сега трет состав на регулаторна комисија за домување, а регулаторна комисија за домување има неколку надлежности, но граѓаните најмногу ги интересира што се однесува до управувањето, односно издавање, продолжување, одземање на лиценца. Регулаторна комисија за домување прима многу поплаки од граѓаните од различни природи и некои поплаки ги решаваме самите, што се однесуваат кога имаме случај со медиација, односно во спорови меѓу управители и собственици на станови или собственици со собственици, заедница на собственици со управител, во зависност од ситуацијата и постапуваме. Но повеќето од случаите се однесуваат кога ние ги препраќаме до другите институции предметите, а тоа најчесто се однесува до инспекторите за домување, општинските инспектори за домување. Кој да речеме ги нема. Да, а што Па се... да, за жал во Скопје, како што споменавте и вие, инспекторите може да се бројат со прстите на една рака, фактички допред некој месец им беа 4, сега се зголеми бројот за уште еден во општина Чаир и се малку, на ниво на државата се плюс 5, фактички 10 или 11 моментално, но сепак имаме тенденција на зголемување на бројот на инспектори, бидејќи ние како регулаторна комисија за домување водиме една кампања во урбаните општини каде што им наложуваме на потребата за ангажирање на лиценцирани инспектори за домување. И во поголем број на општините наидуваме на позитивна атмосфера, но ќе видиме дали Знаете зошто ве прашам околу надлежностите, бидејќи во таа анкета која направивме за потребите на истражувачката репортерска лабораторија, 78% од испитаниците викаат не сме задоволни од начинот на уредување од страна на фирмите кои управуваат со стамбениот простор и заедничките простори. Нели е тоа висок процент? Може инспекторката или да... Не, одговорете. Да, значи, изненадувачки голем број на граѓани на
таа анкета се изјасниле дека не се задоволни од бројот на од управителите, но мислам дека не е се така црно, бидејќи сепак подобро е да има некаков закон отколку да нема никаков закон, и закон како таков ги регулира до некаде односите помеѓу заедницата на собственици и собствениците на последните делови, управителите и другите чинители во домувањето, вклучувајќи и нас како регулаторна комисија за домување и инспекторите за домување општинските. Но ќе се навратам уште еднаш на темата бројот на инспектори, значи и општините кои немаат инспектори за домување имаат опција за вршење на инспекцијски надзор кога има потреба. А тоа е Државниот комунален инспекторат, но тие постапуваат по барање на општината и за сметка на општината. Ама тоа не може обичен граѓанин да отиде и Тоа треба да го направи градоначалникот на општината. Значи малце покомплицирана ситуација. Се случува ли тоа? Ретко се случува, но не можем да кажем дека не се случува. Рековте дека е трет состав на ова. Колку лиценци досега се одземени заради несовесно работење и оние фирми измамници што се така да ги наречеме, колку се одземени, а тоа да не е престаната лиценцата за работа по сила на закон, им престанала па не продолжиле да работат. Да, зборуваме за одземени баш лиценци. Да. Зашто јас ќе дадам краток извештај колку лиценци вкупно се издадени од регулаторна комисија за домување, значи тоа се 123 лиценци. Зборуваме за од 2010 до 2023 година, а активни моментално се 69 правни лица, односно управители. Што значи дека 55 управители им е одземена лиценцата, односно 27 решенија се донесени од регулаторна комисија за домување за одземање на лиценца по основ на неисполнување на условите при што е дадена лиценцата за управување. Тоа значи дека не исполнувале еден од условите за добивање на лиценца, или немале доволен број на вработени, или немале готовински средства предвидени со закон за домување од 5000 евра, фактично не ги исполнува. Добро, не ги исполнува за да може да ја вршат дејноста. Во сторијата, извини, денец имам само уште едно прашање, сторијата само сакам да продолжам, бидејќи од овие 27, 26 се правосилни, едно решение фактички е дадено на Висши управен суд моментално. Сега прашавте дали има и лиценци кои се истечени. Имаме 14. Да, истечени со истечен рок 14 и не се активни више, и вратени со изминат рок 11, а 14 што се вратени. Фактички не сакале фирмите повише да работат, да се занимаваат со домувањето. А прашањето ваше беше што се однесува дали работи некоја фирма и е одземена лиценцата која работела незаконски, а не ги исполнува фактички условите за работа. По барање на инспектор имаме само една фирма, и тоа во општина Куманова. Збориме за периодот од 2010 до... Еден инспектор побарал затворање на фирма. Добро. Одземање на лиценца, затворање, значи фирмата може да се... Јас лошо се изразив да се одземе лиценцата. Приказната која пишувавме во ИРЛ покажува дека јас ќе спомнам компанијата, вие не мора да ја спомнувате, баш и за општина Аеродром, Либра Консалтинг, заминала во стечај, станарите остануваат без резервен фонд, без струја, без средесудски спорови. Што се случува во вакви ситуации кога магично ќе исчезне резервниот фонд во кој граѓаните ревносно се уплаќале секој месец? Не, вака, значи се поведува постапка во секој случај за резервниот фонд бар. А иначе меѓутоа тие дознаваат во меѓувреме дека таа фирма е во стечај, за да не вика општо ве прашувам што во таков случај кога ќе исчезне резервниот фонд кој е собиран со години. Значи може да се поведе постапка секако за да се добијат, да се вратат резервниот фонд, вајда од стечајниот управител или ќе се насочи странката каде да се обрати доколку инспекторот не може да постапи. Знаете зашто викам? Зашто има една пракса во судот каде што вика фирмата е згасната, немате побарување, немате тужена странка.
Дали може да се превенира со одредени инспекторски действија проверка, за да не дојде до сегменти да бидат оштетени граѓаните кои си го плаќале тоа што им било како обврска. Вака, ако Иако да потенцираме дека има и несовесни граѓани кои не плаќаат, има и граѓани кои не, јас живеам на прв спрат, не плаќам за лифт или не плаќам за одржување на хигиената, има секакви. Ма зборуваме во глобала за луѓе кои си ги подмируваат обврските кон фирмите управители. Видете, ако е истичена лиценцата, значи он не е активен и не сме да склучува договори со нови станари, односно со згради. Меѓутоа, обврските што си ги има, мора да ги предаде резервниот фонд сите документи и фактури. На нова фирма? На новата фирма, што ќе ја изберат станарите нормално. Или не може да ги услови да каже ќе ја изберете оваа фирма за резервниот фонд да ви биде во таа фирма? Нели е тоа против законски? Да обврземе некого да одбере фирма, само под наводници евентуално да се врати резервниот фонд во владење на новата фирма, која граѓаните го плаќале повторно. Да, може, значи нова фирма или нова заедница, може да има и председател. Или значи имаме две опции секогаш граѓаните. Значи во секој случај резервниот фонд може да се бара од инспекторот, значи ќе побара со решение, ќе му даде рок, ќе му определи рок да си ги врати, да го врати резервниот фонд или ќе го каза. Деница? За законот ме интересира ова што го зборувавте. Велете подобар е некаков закон од никаков, но што правиме во случаите каде што воопшто не се почитува законот? Бидејќи добивме неколку пријави од граѓани дека провериле, ама веќе откако бил подпишан договорот, дека фирмата воопшто нема лиценца за работа. Или пак имаше случаи каде што се вселуваат во зградата, тврдат дека инвеститорот подпишал договор со фирмата за домување. Дали се овие работи легални? Како се спречува конфликт на интерес? Значи, ние како регулатор на Комисија за домување сме имали случаи кога фирми со одземена лиценца продолжувале со работа и истиот случај фактично сме го пријавиле во органите на државата да постапат. Кој треба да го контролира ова? Па ние фактички им издаваме лиценци и објавуваме на нашата веб страна дека на денот на одземање лиценцата или на истекување на рокот на лиценцата се објавува на нашата веб страна дека лиценцата е неважешка. И граѓаните фактички пред да склучуваат договори за управувачки услуги треба да бидат повеќе информирани и да се ангажираат во тој аспект. Да, но како ги информирате, например, граѓаните дека ова треба да го направат пред да склучат договор? Бидејќи граѓаните имаат сепак доверба дека кога склучуваат договор со некоја фирма, дека надлежните си ја завршиле својата работа, дека таа фирма има лиценца, дека таа фирма работи како што треба. Јас морам да спомнам дека освен вакви случаи со истечени лиценци, значи се појавува и случаи кога без никаква лиценца си дават понуди и по допрен глас до нас, ние сме интервенирале, сме ги известили граѓаните дека таа фирма може би постои како правен субјект, но нема лиценца, дури и фалсификувале лиценца со број на друг правен субјект, на друг управител, и сме пријавиле до МВР, до Тоа е веќе кривично. Да. Значи ние немаме, што фирмата нема лиценца за управување, нашите надлежности тука Вие може само да пријавите. Да. Го користат ли тоа што има мал број на инспектори низ, зборувам за градот Скопје, тоа што преполовено 10 општини, 5 општини имаат инспектори лиценцирани за ваков тип на проверки. Го користат ли фирмите, па да речам и тој пропуск на државата, на властите, за да прават што сакаат? За двајцата, можете двајцата? Да, можем да продолжам. Јас фирмите секогаш барат празнини во законот и ги искористуваат сите можности за да се здобијат со финансиска корист пред се, затоа и функционираат и работат. Но со тек на годините фактички при имплементирањето на законот за домување наидено е на неколку проблеми и недостатоци во законот и затоа регулатор на Комисија за домување една од надлежностите има и за покренување иницијатива за измени и дополнување на законот. Значи, во неколку наврати регулатор на Комисија за домување има покренато иницијатива
и во 2018 со готови предлози и последните беа крајот на 2021 година, конкретни предлози за измени и дополнување на Законот за домување, кои се доставени до Министерството за транспорт и врски. Министерот за транспорт и врски формираше работна група која во текот на 2022 година работеше интензивно на тие предлози кои беа дополнети со други предлози од други чинители во домувањето, како што се групацијата за домување, групацијата на управители при Стопанска комора, невладиниот сектор исто што се занимава со домувањето, од Министерство транспорт и врски, од Министерство за труд и социјала и крајот на 2022 фактички се предадени до Министерството, испеглани сите предлози, сега се работат на техничка и номенклатурно уредување и се надеваме дека кон крајот на мај месец ова година за измените и дополнувања ќе влегуваат во владина процедура, каде што можат и инспекторите да интервенират и да дават своји предлози и сугестии како би се подобрил Законот за домување, со тоа што би се олеснила работата и на управителите, и на регулаторна комисија за домување, и на инспекторите, а пред се граѓаните ќе добијат подобра услуга, зашто и е донесен овој закон. Значи се надеваме на подобрување на законот и сите тие недоречености кои постојат во моментов, но се надеваме дека надлежните ќе ги казнат тие што не постапуваат по законот. Да се вратам малку назад, во однос на законот ме интересира, бидејќи имавме многу такви пријави, граѓаните пријавуваат, го спомнав ова веднаш, дека веќе постои договор кога земаат, да речеме, кога се вселуваат во зградата, договор кој го потпишал инвеститорот на зградата со фирмата за домување. Дали е ова легално или не? Значи, при склучување на договорот е на увид на граѓаните и тие треба добро да го прочитат тоа. Веќе има случаи, значи веќе спомнавте вие, дека новите згради кои се градат од инвеститори. Инвеститорите фактички имаат тренд сега да земат лиценца за управување, што е и легално и легитимно и законски. Постои конфликт на интерес. Да. Фактички тие си градат и си основат фирма да ја управат својата зграда и други згради нормално доколку дали граѓаните имаат опција да одберат? Да, фирма. Граѓаните имаат опција да одберат, но треба пред склучување на договорот за купо-продажба, бидејќи се случува, барем такви ни се сознанијата дека во одредбите од договорот за купо-продажба им е наложено дека во управувањето ќе ја води фирмата X. Значи ова е сега легално во моментов? Па легално, што ми има лиценца за управување фактички. А нели постои конфликт на интерес? Дали ова ќе се смени со новиот закон? Значи со новиот закон ќе има подобрување од сите одредби од законот и се надевам дека ќе поминат и овие, бидејќи сепак ние да сме дали предлози, владата ќе треба да помине низ владина процедура, па после собранието каде што може и амандмански да се дополни со други. Имам сега едно прашање до двајцата, вие бидејќи сте на терен. Меѓу прашањата во анкетата имавме прашање за цените кои ги плаќаат граѓаните. И сега на кратко да ви кажам, например, дека 30% од граѓаните месечно плаќаат над 800 денари на фирмите за домување, а 24% плаќаат помеѓу 600 денари и 800 денари. Се од коментарите што ни ги остава, имаше такви кои ни кажуваат дека плаќаат по 1400 денари за стара зграда, каде што се исклучени лифтовите, каде што нема осветлување. Имаше такви кои плаќаат 2000 денари. Дали овие цени се реални? Сега да разјасниме, дали овие цени се за резервен фонд или за тековно одржување? Не, целосната сметка, каде што спаѓа и резервен фонд. Тековното одржување е исто како кај тебе дома. Колку ќе трошиш, толку ќе плаќаш. Значи, вкупната сума се дели процентуално колку постанови. Сега во договорот за заемни односи е регулирано како ќе биде поделено тоа, дали ќе биде по квадратура или по стан. Значи, а резервниот фонд се донесува на собствена собственици, се донесува одлука колку ќе биде по метар квадратен уплатата за резервен фонд. Значи, регулаторна комисија за домување има дадено предлог кој е донесен правилник од Министерството за транспорт и врски отколку до колку е минималната цена за метар квадратен за резервен фонд. Фонд. Да. Но тоа не значи дека не може да биде поголема. Значи, тоа е минимумот.
Бидејќи граѓаните се жалат дека цената на тоа што го плаќаат не соодветствува со состојбата во која што се наоѓа зградата. Или услугата што ја добиваат. Сега за услугата фактички тие како што спомнавме на самиот почеток дека граѓаните имаат можност да одберат управување дали од заедница на сопственици, значи која исто така треба да се регистрира во централен регистар и ги има исте обврски како управителот, или лиценциран управител кој управува со зградата. Тоа фактички секој управител има своји надлежности и обврски, но и права. Добро, за да се спасат од евентуални фирми измамници, треба да го отворат регистарот. Да. Мислам, па не би да бидеме реални, не се сите и подготвени. Добро, не се сите технолошки за така, значи не може една зграда со 50 стана да речеме 20 стана можеби се повозрасни лица кои не користат веб интернет. Така. Но другите 30 стана, значи веројатно имаат пристап, а сега мислам дека скоро сите имаме пристап до интернет и кога се склучува таков договор треба дефинитивно да запазат со кого склучува договор. Инспектор, бидејќи вие ја следите ситуацијата на терен, во каква состојба се зградите во Скопје? Па добро, на терен точно се соочуваме со разни проблеми. Значи ништо не е идеално, тоа нема збор. И јас тоа го гледам, меѓутоа никако најголем проблем гледам кај станарите е буџетот. Кај проблемот, значи кај мене што доаѓа е нивниот буџет, резервниот фонд. Реално Што со не се резервниот фонд? Не е голем резервниот фонд, значи она што го има цела зграда, има големи побарувања, имаат мал резервен фонд, реално, а со него сакаат да остварат многу барања. Значи, се е околу финансиите, не знам. Поправка на кров, значи, или замена на кровен на покривка, кошта еве од прилика да кажам 10.000 евра. Значи, сумите се многу големи, а немаат голем фонд. Но многу пати остануваат без тие резервни фондови. Добра. Како мислите? Па, тоа беше всушност и пријавата која што ние ја добевме. Фирмата ќе направи измама и граѓаните завршуваат без нивниот резервен фонд, а уплаќале секој месец пари. И тоа што можеби не 1000 евра многу пари резервен фонд, ама зошто некој би им ги земал? Добро, тоа треба да се поведе постапка, значи да се вратат. Имате искуство со вакви случаи? Значи сум постапувала каде што треба, како мислите, сум постапувала. Например, значи, била фирма управител на одредена стамбена зграда, завршува лиценцата, така она управува со некој резервен фонд, сега бираме, ние сме тука станари, бираме нова фирма, резервниот фонд кај оди? Сигурно дека има такви случаи, инспекторката и на самиот почеток спомна дека најголемите проблеми се случуваат токму при раскинување, односно престанување на договор за управувачки услуги од една исклучување договор со друга фирма. Значи проблемите тука се стварат и не го почитуваат законот, член 30 од законот за домување, односно не ги префрлуваат средствата од резервен фонд во одредениот рок и целокупната документација која се однесува за зградата, склучените договори со трети лица, други документи, се што се однесува за зградата, фактички треба да ги предаде на новиот управител, односно на заедница на сопственици. Ако немаат основана ни заедница на сопственици, ни ангажиран управител, тогаш овластено лице од самите сопственици на зградата. Што се случува ако не ги предадат и резервниот фонд остане таму? Тогаш фактички настапуваат инспекторите. Втора случај е да прекршачна постапка, да се казни фирмата и повторно ако нема повратна средства, сепак треба да се бараат по судски пат. Добро, и вие можете тогаш да побарате одземање на лиценца од регулаторната комисија за домување? Да, штом се повела постапка, да. Би побарале секако. Добра, Деница, имаш уште прашање? Немам, значи да сумираме 11 рековте општински инспектори во цела држава. Моментално да, но бројката од ден на ден треба да се менува, бидејќи имаме најави за ангажирање на нови инспектори, односно треба да полагат за да се станат лиценцирани инспектори, бидејќи неколку општини имат инспектори, но се со овластување кои не можат да донесат правни акти кои се извршни.
Мене ми се чини дека не недостасуваат уште многу општински инспектори, бидејќи кога што свативме на регулатор на рацете и се врзани, без општински инспектор да направи надзор, општинските инспектори се малку, 11 во цела држава и очекуваме да има повеќе, но колку повеќе и дали ќе ги решат проблемите на граѓаните, останува да видиме. Потполно се сложувам со оваа констатација дека ова е многу мал број. Значи, скопските општини со аеродром со 800 згради, еден инспектор е малку за да стигне секаде, а поплаки има... Па 10 инспектори да се по 80 згради, многу се... Секој ден има поплаки, дефинитивно, тоа не може да го негираме, но се надевам дека свеста кај градоначалниците ќе влијае и ова емисија да се подкрене свеста и да ангажират повеќе инспектори за домување, и да се обезбедат финанси и казните кои се дават од инспектори за домување имаше заблуда дека одат на државен буџет, но не е така, бидејќи средствата од казните одат на општински буџети. Значи завршуваат во општинските каси. Може да се надоврзам околу ова, например, со новиот закон за инспекцијски надзор од 2019, малце е отежнато ова. Значи, инспекторот има голема обука, 12 месеци, мислам, има обука. Прво е кандидат инспектор, па треба да помине, има теоретски и практичен дел. Значи, немаше до сега вакво, ова е најново во законот за инспекцијски, може и тоа малце влијае во ова, дека нема доволно инспектори. Заради Па овие може обуката и добра работа да само треба да почнат, бидејќи 12 месеци кога ги почнеш по 12 ќе ги завршиш, ама очигледно нема баш интерес да Нема интерес. донесат нови. Добро, јас ви благодарам за учеството во подкастот Разговор во редакција. Се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои се адресирани и до нас како редакција преку пријавите на граѓани и до пријавите до вас како инспекторка и како член на комисијата за регулаторната комисија за домување. Ви благодарам и убава вечер. Благодарам на поканата.